иако има нели нагласок на тоа дека факултетите сами ќе бидат, ќе си одредуваат за кои финансии за што ќе ги трошат, сепак е представено дека самиот универзитетски совет ќе има повеќе ингеренции за следење на нивните финансии, нели трошењето на финансиите на факултетите. Укинат еден од членовите кој што беше насочен кон тоа дека во наставно-научно звање или соработничко звање не смее да се избираат роднини по крв на самите нели вработени на факултетот, кој што член сега моментално е укинат. Така што повторно доаѓаме до прашање и за нели зошто во новиот закон непотизмот се трга како една од нели главните работи кои што ние треба да ги зборуваме за напредување на образованието и воопшто за напредување на државата. Но исто така интересно е дека по новиот закон се предвидува универзитетскиот совет да го сочинуваат 11 членови, 4 назначени од владата, за разлика од минатиот закон каде што стоеше дека се бираат од основачот на универзитетот, кој што треба да биде собранието, а не владата. Еден од стопанската комора, еден студент и 5 од сенатот. Моето главно прашање кое што ме мачи е зошто бројот на студентите во универзитетскиот совет се намалува. Новиот закон за високо образование има доста од работите кои што се недоречени и некои од нашите замерки се тоа дека е укинат, односно е намален бројот на членови во универзитетскиот совет на студентите, како и некои други работи, како што се, например, замерки имаме за студентското вработување, кое што најпрво го поздравуваме заради тоа што за да се зголеми квалитетот на високото образование, нели се стремиме да ја зголемиме платата на сите демонстратори и да ги привлечеме големите мозоци, ако можам да кажам, односно најдобрите студенти да останат на нашите универзитети во нивната татковина и овде да го инвестираат своето знаење, но од друга страна нивното зголемување на нивната плата е само 30% од просечната плата во Македонија. Сега наш предлог кој што ние би го доставиле е да биде барем рамен на таа минимална плата